Ако се сеќаваме пред 2 саботи, кај застанавме со темата, зборувавме за Лаодикеецот и свативме дека тој го нема Христа во срцето. Затоа што очигледно од 20 стих се гледа дека Христос е надвор и чука. Сака да влезе. И зошто Лаодикеецот, или со други зборови во превод, ја нема агапе. Таа божествена љубов му недостасува. И зошто Лаодикеецот не може да ја отвори вратата? Зошто е таа состојба таква? Затоа што некои идоли и некои гревови го попречуваат да ја отвори вратата. И може би ова може да влезе во денешното прашање дали може љубовта да се нареди. Но забележите дека овде вистинскиот сведок во 19 стих вели: јас ги укорувам и казнувам оние кои ги љубам. И рековме минатиот пат, и ова е љубов. Укор, па дури и казна. Зошто? Затоа што Господ гледа дека е алармантна состојбата и можеби некојаш треба и така, и вели: те укорувам, те казнувам, затоа што те сакам, и затоа биди ревносен и покај се. Лаодикеецот мора да се покае и да се очисти, да го очисти своето срце, да излезе од таа состојба. Затоа што таа состојба е опасна по вечниот живот. И од таму е и неговата млакост, од никаде од друго место. Вели Елен Вајд, Бог нема да престојува во поделено срце. Значи, Лаодикеецот всушност има поделено срце. Тоа е ни таму, ни ваму, или може да речеме и ваму и таму. И на Бога му служам, ама и на себе си служам. Или на нешто друго. Имам некој идол, било што. Бог нема да престојува во поделено срце, ниту ќе владее од престол кој мора да го дели. Секој идол кој ја задржува нашата наклонетост и не одвраќа од Бога на љубовта, мора да биде соборен од престолот. Ако се сеќавате, минатиот пат ги спомнав стиховите во Јаков 1 глава 6 и 7, која зборував изутрина. Но 8 стих ќе опрочитам сега, вели: човекот со разделена душа, значи се сеќавате, тогаш беше муабетот, ако ни треба мудрост или било што, да го измолиме и да ја молиме од Бога. Но да моли тој што моли со вера, без никакво сомнение, затоа што ако се сомневаш, значи си како морскиот бран, кој што ветрот го издига и го спушта, и таквиот човек да не мисли дека нешто ќе добие од Бога. И сега продолжува во 8 стих, вели: човекот со разделена душа, тоа е тој човек, е непостојан во сите своји патишта. И често пати знаеме да кажеме и у себе да коментираме и се служуваме со констатацијата дека на нас ни фали постојаност во нашето одење со Бога. Ние сме непостојани. Чи дали е тоа индикација за поделено срце? Јаков 4 глава, исто 7 и 8 стих, можеше денески да ги спомнам во пулката, беа исто згодни да се спомнат, но еве сега ќе ги прочитам. Јаков 4 глава, 7 и 8 стих, познати стихови: и така покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот, и тој ќе побегне од вас. Сега вели: приближете се кон Бога. Оно е последниот дел, ако се сеќавате од пулката, прилепете се. Тоа е идејата. Приближете се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Исчистете ги рацете, грешници, и очистете ги срцата, луѓе со разделена душа. Повторно овој израз. Или поделено срце. Псалм 86, 11 стих. Во Константинов вака гласи. 86 псалм, 11 стих. Научи ме на својот пат, Господи, за да одам верен кон Тебе. Обедини го моето срце да се бои од Твоето име. Обедини го. Срцето е разделено. Во ревидираниот вели: дај ми непоколебливо срце, или најдобро може во контекст на ово што го зборуваме е во еден од англиските преводи, вели: give me an undivided heart. Значи, дај ми неподелено срце. Тоа е тоа што Господ го сака, меѓутоа Лаодикеецот го нема.
Вели во еден друг цитат Елен Вајт: нека никој не мисли дека Христос се задоволува со некој мало катче од нашето срце, доека му дозволуваме на сатаната да подигне свој престол во него и да го исполнува нашето морално обкружување со нечистотија. Христос ќе престојува во душата само тогаш кога ќе му се предаде целото срце. Јасни се сите овие цитати. На Господа му треба срцето. Се е негово на оваа земја, како што вели, и злато, и сребро, и затоа не се секирите за финанси, за било што. Ако го барате најнапред Бога, се друго ќе ви додаде. Значи, тој знае што ви треба. Меѓутоа, она што не е негово, тоа е нашето срце. Тоа е она што го бара, тоа е она што највеќе го сака. И сега ќе видиме дека е навистина многу опасно да не му се предадеме целосно, да не му го предадеме целосно срцето на Бога и да задржиме нешто за себе. Факти од самата порака до Лаодикеја се гледа дека ако не му дозволиме на Исуса да влезе, тоа е погубно. Лаодикејецот е во една млака состава, таа е состава која што Господ вели ке те изблуам, ми се гадиш буквално. Да се сетиме на Јуда. Минатиот пат го спомнав. Ја спомнав она соба, оној дом на собата, просторијата кај што се случува онаа сцена во домот на Симон, фарисејот, оној кој што бил исцелен од лепра, од Исуса. Сега Симон го вика Исуса и тука се и Марија, и Марта, Лазар, сите се тука на куп и знаете што се случува. Марија го крши оној сад, со она миро го помазува Исуса и Јуда реагира во срцето, но Господ му го чита срцето секако Исус. Што е ова расфрлање? За него тоа е расфрлање. Меѓутоа сме кажувале дека Марија она што го направила всушност било како одговор на Божјата љубов кон неа. И тоа е одговорот на таа божествена љубов. Агапе знае само да дава. Тоа е можеби растурање за некого. Меѓутоа агапе дава и тоа неизмерно, без калкулации, без ништо. И сега, бидејќи живееме во свет во кој што владее себичност и се повеќе ќе биде присутна, тогаш се наметнува прашањето навистина ќе стане опасно место за живење оваа земја за христијанинот. Токму заради себичност. Зашто агапе е сосема спротивно тоа. И да се подсетиме само на оние стихови во второ послание до Тимотеј, 3 глава, првите 2 стихи само. А ова знае го во последните денови ќе настанат тешки времиња. Зошто? Зашто луѓето ќе станат само живи или себични. Среброљупци, самофалци, горделиви. Во превод ќе дојдат тешки времиња, луѓето ќе станат јуди. Зашто овие карактеристики одговарат сите на Јуда. Себичен, сребролюбец, самофалец, горделив. Луѓето ќе станат јуди. Но како што кажав, Бог е агапе и Бог не учи каква е таа љубов. И не учи на таква љубов. Па имаме една песна која што не знам, мислам дека и за Света вечера пееме ова 71-та, таа ве потсетам само некои од стиховите. За тебе пролив крв, што даде Господ за нас. И дадов живот свој, еве се ближи Света вечера, со тоа платив јас за да ти дадам спас. На жртва дадов живот свој, а што е твојот дар? Со што му возвраќаме? Од гроб те спасив тогаш јас, на мене мислиш ли? Јас дадов татков сјај и славен престол свој. Го носев твојот крст во оној тежок час. За тебе јас бев сиромав да дојдев в царство ти, а што ми даде мене ти? За тоа мислиш ли? Многу убави зборови. Но, Јуда е сосема поинаков од ова. Каков е? Само да се подсетиме. Сме зборувале за неговите карактеристики, меѓутоа тоа е темата. Ќе видиме зошто Јуда свесно одлучил да не му се предаде целосно на Христа, на Бога. Она што Бог го бара, целосно предавање, тоа е
не може поинаку. Меѓутоа тој свесно одлучил да не му се предаде. Зошто? Еве што е Елен Вајд. Прво вели го засака, го сакал. Големиот учител и сакал да биде со него. Сакал. Копнел да го измени карактерот и животот и се надал дека тоа ќе го искуси ако се поврзе со Исуса. Тоа е тоа. Добро почувствувал што треба. И вели Спасителот него одбил Јуда. Знаете, Јуда сам доаѓа. Единствено Јуда сам доаѓа. И Спасителот него одбива. Го прима меѓу 12-те. Му доверил да врши дело на еден евангелист. Намерно го ставил да биде благајник, за да си ја увиде слабоста тука, ако може да се поправи. И дури го обдарил, го надарил со сила да лекува болни и да истерува демони. Значи, и не целосно предаден, ево таа прва љубов, да кажеме, може да го имаш таквиот дар. Но, едно големо но, Јуда не му се предал потполно на Христа. Не се откажал од своето световно честолюбие или од љубовта кон парите. Иако ја прифатил положбата на Христов слуга, не дозволил да го преобрази божествената сила. Понатаму во Копнежот вели Елен Вајд. Христовиот јавен говор во синагогата, 6 глава Јован, често пати цитирани стихови пак за света вечера, биле пресвртна точка. Јуда го слуша тој говор, и Исус вели, ако не го јадете моето тело, ако не ја пиете мојата крв, овој вика, сватил дека па овој не зборува за световно царство, овој зборува за духовно царство. Промашена работа, се разочарал. Тука се разочарал. Видел дека Христос нуди духовни, а не световни добра. Чисто љубив, сребролюбив човек, тоа е. Се сметал за далековит, да, остроумено, знаете како, па дури и правил многу мучки меѓу, така да кажам, меѓу учениците. Остроумниот и способен да согледа дека Исус не ќе има никаква чест и дека не ќе може да им подари високи положби на своите следбеници. И се разочарал. Па тоа е тоа, он што го барал. Решил да не, дури се вели, не знам дали ова точно, не знам, не се сеќам, требаше да проверам, дека Јуда се разочарал кога Исус го одбил, односно самиот се повлекол богатиот младич. Богатиот младич кој се повлекол, и Јуда се разочарал, па ваков ни требаше на нас од црква. Со пари, моки. Како? Мораше некако потактички. Често пати знаел да го поправа Христа. Значи му едноставно не се сложило со неговите гледиште. Вели, решил да не се поврзува толку близу со Христа, за да не може да се повлече. Свесно. Значи, ќе видам. И вика, решил да наблюдува и наблюдува. Значи, на дистанца, со други зборови. Ја ќе наблюдувам, да видам како ќе одат работите. Не ми изгледа овој. Онака како што ја мислам, па сега тука сум. Ако загусти, ќе се повлечам. И наблюдувал и му пукнала час, како се вели? Му пукнал филмот, да кажем така, токму во таа соба кај Симон, кога Исус го укорил. И тоа бил првиот укор што му бил упатен. Колку ли бил горделив Јуда и од тука излегува да го предаде. Еве го резултатот од неговото непредавање, односно следење на дистанца. Љубовта кон богатството на кое робски му служел ја победила неговата љубов кон Христа. Па едно ќе преовлада, не можат и двете. Не можеш и тоа и тоа. Станувајќи роб на еден порок, му се предал на сатаната потполно да го вовлече во гревот. Значи, бидејќи решил самиот да не се поврзе со Христа, немал ни сила да се реши од неговиот голем порок, парите, љубовта кон парите. Си имал своји гледишта, едноставно не можел да се сложи со Христа, затоа и не му се предал. Ќе видиме подоцна дека вистинското предавање значи да се сложиш со Христа, со неговите гледишта, со неговата волја да стане твоја волја. Инаку нема да му се предадеш.
и место да му се предаде, го предал. Нема трето. Или ќе му се предадеш, или ќе го предадеш. Што е многу голема разлика едно друго. Матеј 6:24 познат стих, никој не може да им служи на двајца господара. Зошто? Зато што или едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можеш ни вака, ни така. А тоа е лаодикеецот, тоа се обидува. Поделено срце. Затоа е млак. Не можеме да им служиме на Бога и на мамона. Не можеме да им служиме на Бога и на Бога и на. И сега подполнувате, тука можете да ставите што и да е. Има многу такви кои што се обидуваат да се реформираат, поправајќи ја ова или она грешна, лоша навика, надевајќи се дека така ќе станат христијани. Но тие почнуваат на погрешно место. Каде е вистинското место? Каде е изворот? Од каде доаѓа се? Првата наша промена мора да се изврши во срцето. И тука. И пак доаѓа се од тука. Патот кон Христа, целото срце мора да му се предаде на Бога, инаку никогаш не ќе можеме да се промениме и повторно да станеме слични на Него. Значи, премногу се јасни овие цитати, нема што тука да и мало дете може да ги разбере. Еремија 29:13 познат стих, ке ме барате и ке ме најдете, ама кога? Кога ке ме барате со сето срце, цело срце. Заповедта, најголемата заповед, што значи? Мислам како гласише? Значи, люби го Господа со сето свое срце. И со сета своја душа, со сета своја мисла. И еве сега пак ќе спомнам песна, денеска се спомнаа песни. Нема да ја пеам, затоа што кој знае како ќе звучам. Се му предавам на Исус. Така ли беше? Се. Од срце, како? Од срце? Доброволно, Марси, се збуни луѓето. Од срце доброволно, ова е клучното, ќе видиме подоста. Се му предавам на Исус од срце доброволно, нему вечно да му служам, за него ќе живеам. Се му предавам на Исус, сосем негов станувам, или целосно негов станувам. Духот Божи да ме полни, смиреност да чувствувам. Значи, какво ова предавање, како треба да му се предадеме на Христа? На Бога? Доброволно. Треба да се сложиме. Не е како во војна, знаете, сега војувате, зборуваме за војни во Исус Навин, и сега ќе ве порази непријателите и вие бело знаменце. Не такво предавање. Вие станувате воен заробеник и не сте слободни. Не. Кога му се предавате на Бога, вие сте слободни во тоа предавање, во тој живот. Слободни. Запамтете, слободната волја за Господа е светиња. Тој не ја погазува слободната волја на човек. Значи, вие сте му предадени и ја имате таа слободна волја и ја уживате слободата. Тоа е вистинското предавање. За да тоа го направиме, треба доволно добро да го познаваме, да го запознаеме и да имаме цврста доверба во него за да му се предадеме. Тоа е неопходно. Сега ќе се искористам со илустрација за да го илустрираме ова доброволно предавање, но претходно ќе споменам двајца акробати и нивните несекојдневни успеси. Не знам дали сте чуле за французинот Филип Пети. Имаше филм. 2015 е правен филмот, јас сум го гледал, не знам после тоа некаде, интересен филм. Имено, действието се случува 1974 година, кога се уште не се доградени двете кули близначки, што нели сега ги нема. И он е акробат од Франција, доаѓа цела екипа и мислам изградени се до крај, ама као карабина, знаеш, се уште тука има мајстори, зидаат и они, као се представува како новинар и се искачуваат, дали лифтот работеше, не знам, или по скали, трчаа, надуваа, се искачија догоре за да го наблюдуваат целиот простор и потоа ноќе успеаа да ја качат целата опрема, префрлија жица од едниот облакодер до другиот, 60 метри далечина, и тој требаше утрето са бале да го изведе својот перформанс, да оди по жицата. И тоа го направи. Да. На височина од 411 метри. 60 метри
Мислам дека некоја метална жица беше, ако јас се сеќам добро. И не еднаш, знаете, на двете страни го чекаа полицајци, значи веќе се дозна за целата работа, го гледаат и полиција го чека да го опси. И он се играше со нив, 8 пати одеше вака, натака, навака. И дури легна во една прилика на јажето и вака им правеше. Тоа се акробати. Меѓутоа, тој бил инспириран од еден друг свој сонародник, наречен Блондин, познат како Великиот Блондин или Чарлз Блондин, односно Жан Франсуа Гравеле. Овој за прв пат ќе ги помине Нијагарините водопади од Америка до Канада по јаже. Тоа се случува 1859 година, значи во времето на Елен Вајт. Пред 25.000 публика. Голем настан. Значи, обтегнуваат јаже, го врзуваат, не знам за дрво, зашто, на американска страна и таму на нешто друго. И овде, да, на канадска. На 30. јуни се случува действието 1859. 335 метри е долго јажето. Сега должината е многу поголема од кај овој првиот, али висината е помала, 50 метри. Меѓутоа, тоа е нешто, 50 метри, ако се откачиш да паднеш, значи. 335 метри имало и подпорни јажења на страните, за да го осигураат да биде подсврсто, нели, да не е многу лабаво јажето. И Блондин без проблем на почетокот поминува со она, нели, мотката, што е за баланс, поминува на канадска страна. Потоа се враќа назад без мотката. И секакви бравури извел, не само тој ден, околу 300 пати ги има поминато, значи, Нијагарините водопади. И сега ќе ви спомнам само неколку негови перформанси. Со врзени очи поминал. Да. Во вреќа, знаете во вреќа, не знам како деца може би сте си играли некој жака, во вреќа да одите, во вреќа поминал. На среде јаже застанал и на мало шпоретче подпалил тамо што и направил омлет. И продолжил. Односно го спуштил, потоа вика до патниците во бродот доле што бил. На кокили, знаете што се кокили, оние стаповите, оние циркузантите на кои што стојат вака високи изгледаат, тоа високи. На такви стапови или како ги викате кокили, го изводил целото тоа растојание. Тоа се неверојатни, значи акробати, тоа е. И сега, интересен е моментот кога во една прилика го поминал јажето со количка. Знаете, оние колички што се буткање, со некои предмети во неа. И народот, задоволен, вика, и доаѓа моментот кога тој вели, ги прашува, верувате ли дека може да пренесам некого во количката? Ајде доброволец, молк. Значи, прашање за размислување, овде сега ќе се надоврзаме на илустрацијата. Едно е да веруваш дека тој може, а друго е да зачекориш и да влезеш ти во количката. Едно е да веруваш дека тој може. Интелектуално, да. Ние сите веруваме, Исус може, Господ може. Ајде зачекори. Како Мојсе ако не зачекореше Мојсе, нема се да отвори морето. Тоа е верата, тоа е да му се предадеш, да имаш целосна доверба во него. И еднаш дури направил таков перформанс, успел на грб да го пренесе својот менаџер Хари Колкорт. И почнале да пукаат оние подпорни јажиња, меѓутоа тој сепак останал смирен, па успел да го пренесе на канадска страна. Неверојатно. Човекот си умрел во длабока старост, значи не загинал на никоја од такви ситуации. Сега, еве илустрацијата. Да речеме дека ова е тука земјата на неуспехот или Солзната долина. А таму кај Зоран е земјата на победата. Земјата каде што е слободата,
каде што е сигурноста, каде што е љубовта, радоста, мирот и сето оно што е добро. И сега имате провалија измеѓу. Да. И вие сакате да поминете таму. Вие ги сакате тие работи. И како не би ги сакале, значи, љубов, радост, мир, исполнетост, успех. Но, и сега се мислите како да поминете. Провалија е. Долу, во провалијата страдање, пораз, неуспех, болка, загуба, проблеми. Страв. Сега, прашање, што би се случило доколку јас сум си окей на оваа страна? Некоја комфортна ситуација си имам, окей сум. Па нема да поминам сигурно, ако сум окей тука. Што доколку не сум свесен што има на другата страна? И исто пак нема да поминам, ќе останам тука. Што доколку знам што е на другата страна, како што кажавме, а сметам дека е невозможно да поминам. Дали ќе поминам? Пак нема да поминам. Пак ќе останам на оваа страна. Што е тоа сега што може да не мотивира? Што е тоа и како можеме да поминеме таму? Но овде да сваќате дека овде на оваа страна, на овој брег на кој што сте, вие не се розово. Напротив. И тука се маки, стрес, се мразиш сами од себе си, неуспеси, болести, пороци, зависности, така натаму, проблеми од различна природа. Безсмисленост. И сето тоа го мразите. Ова го мразите, а тоа го сакате таму. Што е тоа што ќе ви помогне да донесете одлука? Сега, во овој случај, кога бездната не е премостена, вие немате ни избор. Меѓутоа, Исус доаѓа и ја премостува со јажето. И Исус е на јажето со таа количка и ви повикува да влезете во количката. Значи, Исус невозможното го направил возможно. Тоа е нашиот Бог, тоа го направил тој, баш Исус со својата смрт. Но има тука уште многу фактори кои што влијаат на вашата одлука. Значи, што е тоа што би ве натерало да влезете во количката? Веројатно комбинација од следните фактори. Колку тоа го мразите ова што е тука, во вашиот живот, колку тоа го сакате она што е на другата страна и колку се плашите од она што е долу. Комбинација од сите тие фактори. Сега замислите си, стоите на ивицата и гледате и Исус е тука со количката и си викате, ако влезам во количката, што ако се преврте количката и паднам? Значи немате доволно доверба во Исуса. И знаете што ќе се случи? Ќе паѓате, кој знае кога е провалијата и пуф. Онака како во... На што ве подсеќа ова? Брзата птица и трица и којотот. Пуф, таму долу. Провалијата. Само што тоа беше цртан филм, па којотот секојаш беше жив, преживуваше. Но, страв, несигурност, немате доверба во оној човекот, големиот човек со количката. Што би се случило сега ситуација, имате како некоја мечка вез доглед од оваа страна и почне да се доближува полека кон вас. Дали може би тоа ќе ве мотивира? Стравот да ве мотивира да влезете во количката. Некој може би само што ќе ја догледа одма ќе рипа во количката, некој може би мечката ќе дојде и ќе почне да го гриза и ќе го изеде и пак нема да влезе во количката. И ќе биде папала меца. Значи, без оглед колку го мразам она што е тука, што го имам овде, во оваа солзна долина, без оглед колку силно го посакувам тоа таму, на другата страна,
Ако верувам дека е невозможно да преминам, тоа нема да се случи. Ако се сомневам и така натаму. И сега, точно е дека за човек кој што ги нема информациите што има таму, проблем е. Меѓуто треба да ги добие тие информации. Ние ги имаме тие информации. Тука се сите тие информации. И што има таму, што Господ обезбедил за нас, сите информации ги имаме во Божјото Слово. Тука го запознаваме и Христа и можеме да стекнеме доверба во Него, како што кажав денеска во пуката, е дури многу лесно така да кажам, затоа што ако го запознаеш Бога, неговиот карактер, Бог е верен, како што носеше насловот на пуката, онда зошто се сомневаме? Бог секој ќе го исполни тоа што го кажал. Би требало лесно да му се предадеме, доброволно, како што кажав. Но, сепак, не е така едноставна ситуацијата. Уште сме кај илустрацијата. Стравот од непознатото. Тоа е обично страв кој што може да го има секој од нас. Стравот од непознатото. За Аврам зборувавме. Господ му рекол, оди, излези од тука и па можел да има илјадници стравови од непознатото. Кај да одам? Не знае кај оди. Како беше? Немал земја, на оваа земја, парче земја, ни стапка. Ништо. Да, имал подвижен имот, доста голем, ама недвижен никаков. Само шатор. Тој не бил недвижен, туку подвижен. Значи, стравот од непознатото, како целосно не можете да го елиминирате стравот од непознатото, сега тоа се разбере. Зошто? Затоа што ако го елиминирате целиот страв, тоаш интелектот ќе донесе одлука, а не верата. Верата треба да игрува. Верата до вербата во Исус. Значи, вие можеби нема да го елиминирате целиот страв од непознатото. Морате да бидете спремни да се соочите со тоа што ќе ве очекува на патот. Можеби Господ ќе бара од вас, не можеби секако, еве зборуваме за Лаодикејецот, полне со идоли, со гревови. Бог ќе бара да се откажете од нешто од тука, за да појдете на патот таму. Па сега дали ќе се откажем или помило ќе ни биде тука? Како беше она... Дали беше тоа за конквискадорите кога стигнале во Америка и ги уништиле сите своји бродови, така беше? Или не, нешто беше друго беше? Како и да е, значи идејата е, спали ги сите бродови, сето она што те поврзува со стариот свет. Сите мостови, тргни се, Господ ќе бара сигурно од нешто да се откажеш. И сега тука пак доаѓа онаа идеја, колку многу јас ги мразам овие нешта тука, дали ги мразам, или имам некој комфорт. Колку силно го посакувам тоа таму и колку ми е страф од ова. Измеѓу, во провалијата. Значи, кога оно што го мразам, што е овде, и оно што го сакам, што е онде, е посилно од оно што е долу, тогаш ќе ја донесам одлуката. Затоа може би некојаш и Господ создава ситуации, гледате, мислам, ја како што кажав, все потешко ќе станува за христијанинот да живее на оваа планета, затоа што луѓето ќе станат такви какви што ќе станат и затоа и времињата се тешки. Ќе создаде такви ситуации Господ вашиот живот да го замразите ова овде, во дното на душата, да не сакате веќе тука да се најдете, за да ја донесете таа одлука целосно да му се предадете на Бога и да тргнете по тој пат кон новиот свет. Значи, мораме да дојдеме до сознание дека влегувањето во количката е за наше добро, дека тоа е добивка за мене, а не загуба, добивка. Во спротивно нема да ја донесеме одлуката. Целосно да му се предадеме. И колку повеќе веруваме на Библијата, колку повеќе му веруваме на Христа, толку полесно можеме да ја донесеме таа одлука. Затоа што тој е тој на јажето, тој е тој што не повикува. И знаете, тука помага доста проучување на Библијата, сведоштва на луѓе кои што го поминале тој пат, позитивни сведоштва секако. Баталите ги оние кои што можеби ќе ве охрабруваат да останете тука, во својот комфорт. Не. Тие таквите ќе ве обесхрабат да
не ја донесете конечната одлука. И замислите си, кога ќе стапите, кога ќе влезете во таа количка, кога, значи, кажавме како. Чисто просто како илустрација ова. Значи, доволно силно треба да го мразиш ова овде и доволно силно да го сакаш тоа и тоа да биде посилно од стравот од она долу во провалијата за да ја донесеш одлуката и да тргнеш. И нормално при тоа доволно силно да му веруваш на човекот на јажето со количката. Молам? Да. Тоа е довербата во Исуса. И за да илустрацијата биде и уште по соодветна е, кога влегувате во количката, вие всушност сваќате дека не е количка, туку вие стоите на јажето, се држите за рака за Исуса, и Исус е тој кој што го одржава балансот, и вие одите со него. Тоа е исто како јаремот мене ми доаѓа, како споредба, кога вели Исус, земете го мојот јарем, затоа што е лесен. Знаете што е јарем? Значи, 2 вола, ти ги впрегнете, за да дадат зевгар волови, за да ораат во еден правец, значи да одржуваат правици така натаму. И на едната страна е Исус, на другата страна сте вие. И ако сакате се да оди подмачкано како што треба, вие цело време треба доброволно да му се предавате на него. И тој оди во тој правец и вие одите со него и нема ни да ве жуля, ни да ве боли, ни ништо. Тоа е целосна предаденост, меѓутоа доброволна. Не сте врзани сега јаремот. Може така е направена споредбата, мислам Исус ја прави, меѓутоа рековме тоа е доброволно предавање. Вие се сложувате со Исуса, вашата волја се сложува со неговата волја. Ништо присилно Господ не прави, па Господ не е. Оној другиот прави присилно. Оној другиот не ја почитува словната волја. Ја гази и така натаму. Ве присилува. Значи, заклучокот е дека Исус бара целосна преданост, Исус го сака целото срце. Ако ние доволно сакаме да преминеме на другата страна, ако имаме доволно доверба во Христа и ако доволно силно го мразиме ова овде, тоа ќе донесеме вистинската одлука. Доброволно ќе му се предадеме. Ќе сватиме дека тоа е добивка, не е загуба. Наспроти се, значи ќе сретнете луѓе нормално од светот, луѓето како што вели брат Зоран, често пати сега им сведочиш, им зборуваш за ново, ново, што зборуваш там, приказки, ова. Ние имаме доволно информации, тие немаат можеби, не сакаат ни да слушнат. Ние имаме доволно информации, ова е Божето непогрешиво слово. Сите Божји ветувања што тука се напишани, се исполниле и оние кои што не се исполниле, ќе се исполнат или не? 100% ќе се исполнат. Јован 14 глава од 1 до 3, скоро го имавме. Исус отиде да спрема станови за нас горе. Ќе се исполни тоа или не? 100%. Тогаш без разлика луѓето што кажуваат и како кажуваат, сега празници се ближат, нели, како што велат во рекламата. Вакви, такви, однакви, паганштини, се празник, празен джеп, нормално, може и од таму доаѓа изразот празник, да го испразни джебот. И затоа јануари е баш некни берберот ме прашува каде за нова година. Дома, викам, најдобро е дома, каква нова година, викам. Ќе давам пари, викам, за нова година, па после јануари како ќе го избуткаме. Затоа е најдолг, затоа што е најскап, со многу празници. Тоа е нивното, меѓутоа тие не веруваат во ова. Ти им даваш информации, не сакат да ги прифатат. Библијата и само Библијата. И тогаш ќе имате довербата и силно ќе го замразите ова што е тука, ќе го засакате таму, тоа таму и ќе ја донесете одлуката целосно да му се предадеме. Да му се предадеме, драги браќи и сестри, нема друг излез, затоа што или ќе му се предадеме, или ќе го предадеме. Трето нема. И да, и точно мечката е тука да не лапне. Опасно по живот е да не му се предадеме. И тоа цело срце. Слава нека му е на Господа, што не овозможил. Премин преку таа провалија, може би изгледа тешко, јаже, леле, ама еве, да ве охрабрам и преку овие двајца французи, значи ако можеле.
Не знам, ја ви препорачувам да го гледате тој филм, затоа што е стварно интересен. Оној со пети меѓу двете кули близначки. Слава нека му е на Бога, пак ќе кажам, значи, не е толку тешко како што изгледа, како што видовме, мораме да ги победиме тие стравови. Може би не целосно, ама верата е потребна. Затоа е потребна верата. Верата е тврда увереност во она што не се гледа. И да, тој брег ние не го гледаме. Таа нова земја не ја гледаме. Меѓутоа веруваме. Веруваме на Словото, му веруваме на Христа. И затоа да влеземе во таа количка, односно да се фатиме за неговата рака и тој ќе не пренесе сигурно. Амин.